Поголема површина на обработено земјоделско земјиште и поголем број на стока како прв критериум и продадена количина на овластен откупувач како втор критериум се новитетите во стратегијата за исплата на субвенциите за 2026 година. Заострувањето на критериумите од Министерството за земјоделство е со цел правилна распределба на средствата и зголемена продукција на храна. Министерот Цветан Трипуновски вели дека така парите ќе завршат кај вистинските земјоделци, а не кај апликанти кои не го обработуваат сопственото земјиште, а користат буџетски пари. За таа цел минатата година се потпише еден документ, меморандум за соработка, каде што државните земјоделски инспектори од Државниот земјоделски инспекторат ќе бидат ставени на располагање на платежната агенција со цел ваквите контроли да бидат максимално на терен спроведени и да нема одлевање на вакви буџетски средства. Поради забележани низа аномалии и нереални исплати на субвенции, Министерството веќе изработува и новата стратегија за исплата на субвенциите за следниот 7-годишен период, кој ќе започне во 2028 година. Како поидовна точка ќе биде зголемувањето на минимум обработлива површина за некои култури и за 3 пати, а тој сооднос ќе важи и за кравите, козите и така натаму. Целта е поголемо производство на домашни прехранбени продукти, со што Македонија од увозно зависна земја ќе прерасне во земја која ќе ги задоволи сопствените потреби, а вишокот ќе го извезува на странските пазари. Министерството размислува и за поддршка на земјоделците за издавање на потребните сертификати кои ќе бидат основа за поголема конкурентност на нивните производи на европскиот пазар, а во периодот што следува ќе биде засилена кампањата за купување на производи од македонско потекло и македонскиот потрошувач да плати квалитет од домашен производител.